Да правиш пат, а да заборавиш да им обезбедиш пристап на селата долж трасата е незамисливо. Жителите на Горенци, Подмол и Оровник со години ги мачеше една мисла како ќе стигнат до нивите. Околу 15.000 жители биле заборавени кога се градел автопатот Кичево-Охрид. Се чудиме ние од кај ќе летаме во нививе. Мора да има од двете страни пати, од источната и од западната. Во овие две села, овдека од, да речам, од Охрид до Мешеишта, мора да има пат за луѓето. Не може да ги работаат нивите. Било кој да дојде генерацијски не може да преминуваат преку два пата. Во тоа е суштината. Да не правиме муабет за стока. Мештаните кои своевремено се обратиле до сите надлежни институции раскажуваат дека им било понудено да им направат пешачка патека. Во денешно време зарем пеш со километри да одиме до Охрид. Имаме и добиток кој треба да се изнесе. Не е корзо па да ја шетаме стоката по патиштата. Каде се чуло и видело такво нешто? Ке ни се смее светот, велеа мештаните. Сега надлежните конечно ги послушаа. Нема да дозволат овие луѓе да бидат одсечени од светот. Се додека не се завршат пристапните патишта за сите населени места, автопатот нема да биде пуштен во употреба. Им порача на граѓаните премиерот Мицкоски при посетата на Охрид кога се става во функција клучката кај Подмолје. Бидејќи едноставно 15.000 луѓе не може од нивните населени места да летаат на автопатот. Ќе мора тие да имаат пристапен пат од нивното населено место до приклучокот со автопатот. Зашто тоа не било предвидено, не било направено, тоа е друга тема. Ако не ни беше грижа за засегнатите жители и ако се работеше само на главната траса, дел од автопатот од Лимештани до Охрид ќе беше пуштен во употреба пред еден месец. Во исто време со делницата во должина од 20 км од Врбјани до Бутон, велат од владата.